Идиофонични инструменти според Тимко Чичаковски. Идиофоничните инструменти имаат неопределена висина на тонот. Најчесто произведуваат 1 до 2 тонови и се среќаваат како играчки за деца. Тие се опишуваат како детски инструменти, кои децата и овчарите ги изработувале на пролет од врбова кора, кога гранката е полна со сок и кората лесно се одвојува од дрвото. Тоа се воедно и првите народни инструменти, заедно со свирките што ги правеле од орлови перја. Оваа група на инструменти може да се подели во 2 групи. Инструменти со најавувачка функција и инструменти со порака. Во инструментите со најавувачка функција спаѓаат разните видови на свирки и писки, кои најчесто ги користеле и изработувале децата. Тоа се писките од врба, наречени тороле, славече, писките од жито, чкртало, потоа разните ѕвонци и клопотарци кои се прикачувале на животните, но исто така ги користеле и луѓето при обредните поворки, како џамалари, мечкари, ешкари, бабари, суроваскари и слично. Инструменти со порака се оние кои имаат за задача да го известат населението за некакво случување. Во дамнешно време познати се луѓето протугери, кои одејќи по улиците удирале на барабан и го известувале народот за разните случувања во нивното населено место. Од таков вид се и клепалата, кои се користеле за богослужба, за погреби, како знак за тревога, знак за жалост, за соопштување на алармантна состојба како што се пожари, поплави или пак за почеток и крај на работното време. Assunta